Значи, научник за здрава храна су. Жими се. Ова е лудило. И структура, и вкус, све можно. Бојна галава. Добро вечер, драги гледачи. Во ова видео ќе ви покажам еден брз рецепт за високопротеинска проја без брашно. Ама прво, морам да извежбам на брзина, идам да се шишам, да купам некои состојки и после ќе направам детално како се прави чекор по чекор. Тренингот што ќе направам денес ќе се состои од 20 серии по 20 склека со дополнителни 4 вежби во суперсет по 5 сета. Значи прво правам 20 склека максимум згибови, 5 сета се згибови, после тоа иде летање со бучици, па бицепс, трицепс наизменично и исчекор. Слична и првата програма што ми е за мобилната апликација, што почнувам да снимам следната недела, меѓутоа таму ќе биде со ластици, нема да има тегови, ни вратило, ни ништо, и плюс ќе има приспособување буквално да биде наменета за секого, за некој што никоја што не вежбал во живот, да може истата со приспособување да ја прави. Завршив со тренингот, ама пошто ќе дам тек за 2-3 сати, ќе се напијам еден протеин бустер од чоколадо на брзина, пошто идам кај Цане да се шишам, па да купам некои состојки што ми фалат, па тек ќе правам пројата. Ево, протеин бустер од чоколадо. 26 грама протеин по доза. Битно ми беше кога го правевме, лесно да се меша, да не остава грудки и да има добра дигестија, затоа има и дигестивни ензими плюс протеин бустерот за да е убаво на стомак. Со 2 мучкања и измеша. Реално. Да удрам еден туш на брзина, се облакам, идам на шишање, па до маркет и после ќе правам пројата. Бојна галава. Ги земам сите состојки, значи прво по 1 сат ќе ставам 4 јајца, палента, земам ваква, значи е 55 грама за една доза, ќе ставам цела. Само палента во принцип има еглен-хидрати, тоа од цела ова има 40 грама, ова секако ќе се пече во ваков сак со хартија за печење. У целото ќе има 40 грама, значи па и кето ќе му дојде. Пошто секако нема цело да го изедете одеднаш. Може да нема иши еглен-хидрати, да го направам пример со замена дали со бадемово брашно или со Slim Booster Plus, ама мислам дека поубаво и покрцкано ќе биде со палента. Прв пат ќе пробам, не сум го правил рецептов никад. Значи прво јајцава ги ставам тука. А на јајцата ќе им додавам грчки јогурт. Грчки јогурт, едно вакво мало канче, 150 грама, колку е. Све ќе ставам усадав, мешам, рераната се загрева и после го ставам само да се пече, мислам дека едно на 200 степени ќе се пече некои 25-30 минути максимум. Значи, добро, додавам малце маслинова. Ќе зачинам со сол и лук во прав малце. Иде палента ќе оставам цело.
што ќе додам сцецкан спанак и уште малце сирење. Се. Ова све ќе измешам, ќе му додавам прашак за пециво и ќе оставам да се пече. У принцип, преедноставен рецепт што треба да биде, мислам дека ќе биде премногу вкусно. Се не можам да зборам на памет, пошто не сум го правил и не сум го пробал. Ама мислам дека врв ќе биде. Ево како изгледа. Се, да му додам прашак за пециво едно кесонце ќе ставам. Може и да го оставам доста и малце. Иначе се изненадив, цене во маркетите кај нас стварно се ненормални. Сега не купив ништо посебно на основни работи, скоро 5000 денари беше сметка. Стварно не знам што си мислат, пошто реално проблемот најголем е во маркетите, зборам за основна храна, не за специфична некоја што е скапа или увозна, за јајца, за млеко, за такви работи, пошто маржираат со по 35-40%. И најголем проблем е тоа што ќе биде уште поголем проблем во наше општество е што се помалци и помалци има македонски производи. А тоа е зашто малите производители не ни може да влезат во маркетите, односно влагаат и као ние што сме правеле и протеински барови и све, прво не те плаќаат. Имаш тамо некој 120 дена рок на плаќање кај што реално нема ни да ти платат на крај. И на некој начин те демотивираат уопште да може било што такво нешто да правиш во оваа држава. Затоа ја уствари сум се насочил од кога го сватив све тоа само исклучиво на онлайн и производи што може онлайн да се продават, бидејќи ако завишеш од маркети, тоа ти е пропаст. А целта на сите светски ланци на маркети е да главните производи да се под нивни бренд. И се што прат ќе влезе кај нас Lidl, како што влага или други големи ланци, и ќе ти дојдат наплив кој што и се има германски производи од различни земји, тоа зборам за основни продукти, не за специфични. И нашата економија си пропаѓа како што си пропаѓа константно. Класичен пропаст, значи. Лека се згусно, ево како изгледа. Значи, тоа ми дојде идеја преска додека се возев. Стварно немам време у моментов, ама да средам и со магацинов и со све, можно е да размислам, да се врзам директно со производители, пример, и луѓе што имаат и кокошки, што одгледуваат и све за основни продукти, за јајца, за све што може да се прави, да ги врзам директно од нив, да ги откупувам и да ги плаќам на дневно ниво и да ги доставувам директно до крајниот купец, односно онлайн да биде, пошто тие не може у маркет да продават, нема да им плати. И ќе ги рикнат на крај и ќе се откажат и после ќе работи нешто сосема трето. А вака, мислам дека би можела прво да има квалитетни продукти, да биде колку што е можно органски, природни, зборам вишни, малини, тоа баре лесно кај нас ги има и на Шарпланина и сегде може да се наберат кога е сезона, да се стават у комори големи, да се замрзнат и да се чуваат после уопште да не бидат ни увозни ни ништо. И најглавното да ги доставуваш, да се направи таа култура уште поише за онлайн купување, да си ги нарачуваат луѓе дома, директно на врата, да се наплаќа за да може и добавувачите, пример на неделно ниво и да не е на неделно, на 2 недели, да добиваат пари, да не биде како маркет што им прават на 120 дена, па после им викаат слушај, ама треба маркетинг, треба ова, каталог, и ти си продал, тоест они продавале твои производи, кај уште не ти платиле, пошто на крај ти пари им дужиш. Да се чудиш.
Еве го сега ќе го истурам усадов со хартија за печење, ќе му ставам сусам од озгора и ќе оставам уререна да се пече на 200 степени некои 25-30 минути, ќе видиме колку ќе биде. Стварно, скоро секое јадење што сакате да го конзумирате може да се направи на здрав начин. Мислам дека пример пројава дека ќе биде врв, многу добри, тоа има куп протеини, не знам колку искрено, не сум рачунал, немам ни намера, ама има доста. Пошто има 4 јајца, има грчки јогурт, тоа пример едно цело јајце од овие големи, мислам дека има околу 7 грама, значи 28 и грчкиот јогурт има 38, у цело сигурно има и од сирењето грубо вака докладно 5-6 грама протеин и 40 грама глени хидрати, што е одлично. И плюс ќе ве засити. И е добро зашто може да го направите и да ви стои во фрижидер неколку дена да си го јадете или поголема количина ќе направите 2 пати неделно. И ем јадете вкусна храна, ем здрава. Ево како изгледа, го ставам да се пече. Мислам дека е веќе готова, така ми личи. Папа, види што е. Многу јако личи. Не знам, готова? Тамане. Страшно добро изгледа, само што се подолади малце за да извадам. Искрено, не бев сигурен дали ќе успеам да ја погодам, пошто не сум правил вакво нешто, само го видов рецептот и решив да го пробам. Али, страшно изгледа, страшно. Пази, видете само колку е убава цела текстура. Баш како проја. И се ова исто да го јадете од некоја пекара, ќе внесете 1 тон калории, ќе ви биде тешко и нема да може уопште да функционира. Тоа е високо протеинско, у цело има 40 грама глинхидрати. Значи што реално е ништо, секако не може цело одеднаш да го изједете, а и 40 грама па не е ништо. И има околу сигурно 60 на грама протеин. Баш ако проја и убава структури има тоа, мислам дека е ради палента што ставив, пошто може да ставам бадемово брашно, кокосово брашно, псилиум или Slim Booster Plus, меѓутоа немаше да има оваа структура, мислам дека. Да, шо е ова? Се топи уста, неверојатно. Врв. И тоа што е многу јако, ова може да што направите и да ви седи у фрижидер. Прво е убаво и вака да се јаде, мислам не е сувано, има сирење унутра, баш е проја. Само високо протеинска. Може било што плюс нешто да му се додаде и да си го јадете вака за вечера. Како и еден куп други рецепти што ги имам во Slim Diet протокол, бидејќи не треба да правите рестрикција од храната што ја сакате, него само да знаете што треба да конзумирате и кои минимални промени треба да ги направите, бидејќи секоја храна што ви е вкусна и ви е убава може да се направи на здрав начин, да биде убава, не да биде колку да се каже дека е здрава, него стварно да биде убава, пошто поентата на животот и на тоа што го јадеш е да уживаш и да ти убава, не е поентата да живееш у рестрикции. Болje него ли од пекара, се кладам, ја пробајте, направите и пишете ми баш у коментари. Страшно, значи страшно. Протеини не значи дека треба стек бразилски да јадете и зелка салата. И ова се протеини. Врв. Пишете ми баш што сакате следно да направам.